Денес утрото го започнуваме со Дејан Шкартов, познат во јавноста по неговото промоторство на македонскиот рубен. Во продолжение ќе слушнете како му започнува едно вообичаено утро, кои се неговите утренски ритуали, но исто така и ќе слушнете неколку податоци и факти за македонскиот рубен. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро, добро ве најдов. Генерално, како го стартувате денот, како ви започнува едно вообичаено утро и кои се ваши главни утренски ритуали? Па кафето го пијам подоцна во текот на денот или сабајлето, обично кога ќе дојдам од дуќан околу пладне, а денот го почнувам со чајче. Значи чајчињата се многу битни, викаат од сабајле, прво затоа што организмот барал повеќе течности, а второ оти чајчињата имаат многу добри хранливи елементи, овие макромолекули на етерични масла, на вкусови, на витамини, протеини и минерали и убави ми некако како да се плакнам себе си и тоа ми трае тие првите 2 сата. Јас работам за уметничко занаетчиство, не морам рано многу да го почнам денот и затоа имам време тие 2 сата сабајле, тие ми се чајче, кога ги средувам документи, пред тоа гледам малку да извежбам, имам онакво душече за удневна у средина. И тука ми се оние основни јога вежбичиња малци за разгибавање, за тегнење, оние што се извртување на рбетот, колената на една страна, главата и горниот дел на друга страна тие. И она едно чамет што го викаат, да ги дигнете нозете и рацете и вака да се љуљате на овој карличниот дел доле и грбот. Значи као да го измасируваш рбетот, бидејќи кај модерниот урбан човек најчесто рбетот е закочен, а тоа е структура, тоа е механика со таа рскавицата и вие кој ќе го раздвижите, тогаш таа се подмачкува, се освежува. Од ваши најмали нозе започнувате да свирите на хармоника и на клавир. Како се пројави љубовта кон тие инструменти и како започна целата таа приказна? Прва е мајка ми, оти уште мали кога бевме, инсистирала на татко ми, му се качувала на глава да купиме пијанино, да имаме дома клавир. Акустичен, не знам, уште ни во училиште не одев, го донесува. А интересно, тогаш татко ми рече кога биле у таа продавница да го купат клавирот, тој бил зад дом на градежниците. Таа една стара зграда вака со крива фасада, тука се била музичка таа продавница и тука се погодил дента Шпато, Драган Ѓаконовски. И као татко ми го прашал кој клавир е добар да го одбереме. И кога го одбрали, Шпато рекол, ја ќе ти најдам луѓе да ти го качат дома од камионот, на втори спрат бевме ние. Значи тоа прво, второ, татко ми е исто така од музичко семејство, во Кавадарци Шкартови, вика целото семејство биле оркестар. Еден армоника, еден примче, пееле. И знам дека секогаш кога се одеше на гости, по било кој повод, она на трчање, на искачање, татко ми, гитарата. Така да он со тие 3 дура на руски штим, транк, и знаеше да направи атмосфера. Мајка ми, знам, она е од Сараево, кај нив има онаков голем концертен клавир во дневната соба. Така да потоа се погоди во училиште, тогашен Владимир Назор, денес Блаже Коневски, бидејќи мене ме запишаа во музичко, оти професорот Драгомански по солфеж во музичкото, ни беше комшија во зградата и мораше нашите деца од комши да се запишат на музичко. И тогаш оде во музичко, ама после некоја професорка по клавир не ми беше баш погодена, мислам, затоа што кога уште солфеж, кога беше првата припнемна година, јас знаев да свирам. Потоа секоја наредна година другите деца ме стига и ме престигна и ми се јави некој отпор. Ама затоа во меѓувреме, во дневен престој, беше учителката Милка Јуруковска и таа беше како джаро за правење настани.
И таму имаше Станко и Зец Златко, они свираа на армоника. И ако ја видов армоника, социализација, они свират песнички, девојчиња пеат, игранки, и тогаш четврто оделение кога бев ми купи армоника и почнавме да свириме постојано на приредби и таму негде 6-7 оделение Станко, Драган Станишич, што е татко на Зоки Станишич денес, што е корепетитор во музичкото. Он свртивме он на гитара, на самоделско појачало, кај мене дома на клавирот и така влеговме у Deep Purple шема. Кога и како влеговте во тој волшебен свет на природни минерали и кристали? 2001 година почнавме да тестираме на сајми, а 2002 го отворивме дуќанчето и беше чудно. Ти сите вика, не бе, деко тоа треба на запад, не, тоа за кај нас. Викам, ние сме држава, Скопје е главен град, еден дуќан би требало да извади една-две плати и така и се покажа, но експанзија доживеа со македонскиот рубин, кој испадна дека сме имале камче кое никој не му дал доволно внимание. Македонскиот рубин, по што е уникат? По две работи. Прво, затоа што е природен рубин и дека е од територијата на Европа, затоа што сите рубини во светот воглавном доаѓаат од Азија и од Африка. И тоа сега да го објасниме на гледачите. Минералот корундот што го викаат во Прилеп, е минералот кој има хемиска формула Al2O3, значи алуминиум оксид. Кога тој минерал тежне на кај сино, се вика сафир. А истиот минерал, која тежне на кај црвено, се вика рубин. Значи имате јаболка, која е плод, и се вика јаболка, а која е на кај жолто, се вика златен делишес, а која е на кај црвено, се вика црвен делишес. Ја имам среќавано словенци, срби у светот, еден србин кој вика, 90-ти години бизнисот у Америка го почнав со вашите рубини. И кога видовме ние, бидејќи ја веќе го познавав тој амбиент, ги анализиравме во Италија и во Германија и ни рекол ова е рубин. И ја викам, имаме толку вредно нешто домашно и тогаш ни беше објектив за 2-3-4 години да направиме тоа што денес го имаме, лабораторија за нивна финална обработка, затоа што локалната суровина, локалниот минерал, кој ќе станеш способен да го отстраниш непотребното, доаѓаш до суштинската вредност на боја, квалитет, и тоа го вградуваме во прстен, и тоа е локален скапоцен камен и толку отскок на имиджот на Македонија во тој амбиент, така да сега во Англија, во Германија, во Италија, во Америка, дури гледам Австралија форуми, Macedonian Ruby, и да ви заблагодарам на вас телевизиите што ни дадовте огромна поддршка. Ви благодарам многу за тоа што имавме можност да поразговараме вака утренски, пиејќи го првото утренско кафе. Имаме многу што да зборуваме, но верувам дека најважното, она кое што може да се слушне од вас, го представивме пред гледачите. Да, се надевам дека ќе биде инспиративно и сите денес, са бајлечки, да бидеме подобри ние од колку што бевме вчера, а ја да си ги завршам старите нарачки.